Зголемен извоз на сувомесни производи, поголема искористеност на домашните капацитети, како и пат на цената на дел од домашните сувомесни производи е резултатот од воведената мерка минатата година за намалување на царината на смрзнато месо за преработка, велат надлежните. Извозот на сувомесни производи е зголемен за 41,7%. Вкупното производство на сувомесни производи е зголемено за 6,64%, откако е воведена мерката од 1 јули 2018, велат од ресорното министерство. Министерот Љупчо Николовски истакнува дека мерката е продолжена до 30 јуни годинава, а според него придонесла искористеноста на капацитетите да порасне од 25 на 40%, што пак од друга страна не го наруши домашното производство. Резултатите се повеќе од задоволителни и во вистински правец. Тоа значи дека имаме расти на домашното производство без никакви последици на домашното производство на свинско месо, но и со значителни позитивни показатели кои што ја даде самата мерка, кој што беше објаснато и од страна на вице-премиерот. Имаме раст во периодот на имплементација на првите 6 месеци на мерката, раст на производството на сувомеснати и раст од над 40% на извозот на сувомеснати производи. Забележуваме исто така намалување на увозот на свежо свинско месо од 14,4%, како и намалување на увозот на производи од месо од над 10,5%. Од 1 декември минатата година до 18 овој месец извезени производи од месо со вкупна количина од 880.000 килограми, податок кој што исто така ги дава позитивните трендови кои што ќе продолжат и во следниот период со оглед на тоа што мерката е продолжена до 30 јуни. Царината, како што рече претседателот на групацијата Гоце Трајчев пред воведување на мерката, била помеѓу 19 и 35%. Намалувањето истакна даде резултати и очекува позитивниот тренд да продолжи. Мерката, според него, не влијаела негативно на домашното производство на свинско месо, наведувајќи дека домашното производство на свежо месо не е доволна ниту за домашниот пазар.